денеска во општина Карпош започнува големото пролетно чистење. Токму на таа тема мој денешен соговорник е и градоначалникот на општина Карпош, господин Стефче Јакимовски. Господине Јакимовски, колку луѓе ќе бидат вклучени во акцијата и што ќе се чисти денеска? Денеска се вклучени околу 100, над 100 луѓе, кои што дел се од оние што одржуваат хигиена на територија на општина Карпош, дел од администрацијата, како и граѓански активисти. Ние имаме есенско и пролетно чистење на општината Карпош. Започнуваме со урбаната заедница Владо Тасевски. Конкретно овде најмногу граѓани имаме, најмногу движење имаме околу млечниот ресторан и околу педагошката академија. Гледаме темелно тие два дела да ги очистиме, како и сите околни улички, со цел да ставиме се ова под контрола, за да можат потоа нашите служби нормално да ја одржуваат хигиената во наредниот временски период, имајќи во предвид дека за некои 20 на дена ќе букне и тревата и потоа дел од службите ќе морат да работат на чистење односно на одржување на зеленилото. Колку време ќе трае ова акција? Секој отприлика 2 пати неделно по една местна заедница вака темелно ќе чистиме. Досега е очистена Карпош 3, очистена е и дел од Карпош 4 и еве сега и Владо Тасевски урбаната заедница. Значи ние за отприлика 3 недели ќе очистиме целата општина. За денеска за во Карпош 4 граѓански организации најавиле дека ќе засадуваат дрвја. Кој е ставот на општината по тоа прашање? По нашиот став, апсолутно, ние поддржуваме секоја иницијатива која што ја збогатува еколошката состојба и ја подобрува еколошката состојба во општината, но интересно е дека тие активисти се сеќаваат на дрвата отприлика на 2 месеца пред избори. Таван работа, ако и ние се сеќаваме на 2 месеца пред избори да садиме дрва, ние садеме дрва во изминативе 4 години, досега имаме насадено 10.280 дрва на територија на општина Карпош. Инаку не знам дали знаат граѓаните дека во Карпош 4 секое семејство има едно дрво. Значи, колку семејства, толку дрва имаме на територија на местната заедница Карпош 4. Одржувањето на зеленилото, засадување на дрва, хигиената не може да биде кампањски процес пред избори на оние кои што се кријат зад невладени организации. Тоа мора да биде еден континуиран процес и ние континуирано сите овие 4 години работевме токму на одржување на хигиената, одржување на зеленилото, засадување на цвеќиња, садење на дрва, како што реков, над 10.000 дрва сме засадиле за овие 4 години. Градоначалниче, јас ви благодарам за овој информативен разговор. Студио го слушнавте разговорот со градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски по повод големото пролетно чистење токму овде во општината Карпош.